Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со Ристо Никовски, добро вечер. Добро вечер. И со Митко Ѓорѓиев, добро вечер. Добро вечер. Господине Ѓорѓиев, вие често одите во Софија, добро се запознаени со тоа што се случува таму. Кажете ми, гледате ли некаков парадокс во тоа што Бугарија инсистираше и доби критики новата влада зашто имаше дилеми за приоритетот на коридорот 8 и кога тие работи се испегла по повеќе состаноци, тие решија магично да ги повлечат парите и да се ги пренасочат на други инфраструктурни проекти? Прво информација ја слушав денес и тоа на вашата телевизија, сега чекајќи да почне емисијата. Се јавив директно на Андрей Ковачев да го прашам. Тој е високо позициониран и во партија ГЕРБ и во Европскиот парламент. И наш пријател голем. Не знам дали е ваш, но мој е. И го прашав дали е тоа точно, да рече дека тоа не е точно. Вика, ние по инсистирање на македонската влада решивме да направиме, тие рекоа дека трасата не е баш добра и ние направивме спремна нова траса и само го имаме одложено додека се направи новата траса. Нема никакво одложување на коридорот и финансите не се отстранети, ставени на за друг коридор, како што реше нашиот министар за транспорт и врски, инаку, како што јас добро се сеќавам, Александар Николовски одржа пресконференција, тој лично рече дека коридорот 8 се запира и парите се пренасочуваат на коридорот. Имаше изјава, може сега да ви ја најдам изјавата на... Значи изјавата имаше. Како беше изјавата, не ќе да бидам негов адвокат, току рече дека треба да се размисли за приоритетите. Не, после тоа ретерираше тој. И следниот ден, министерот за транспорт и врска на Србија Горан, како му беше презимето? Не е битно. Господинот Горан, ајде. Господинот Горан одржа пресконференција и рече дека стопирањето на коридорот 8 е најголема политичка победа на ова влада на Вучич. Сега, истиот тој Горан е осуден за проневера на пари околу падот на настречницата во Нови Сад. Секако што се огришило од закона, треба да се одговара. За Србија не ме интересира. Сега зборуваме за нашиот коридор, кој што се зборува многу години, за 8 железничка што треба да ги поврзе Скопје и Софија. Сега вие ми кажувате дека уствари македонската влада е во заблуда и дека нема точна информација и погрешно ги информира европските партнери. Значи, јас не реков македонската влада, јас реков Александар како му беше презимето? Александар Николовски. Меѓутоа тој не е од невладена организација, од Луксембург, тој е министар за транспорт и врски. Он е за транспорт и врски, но убаво се сеќавам, ја имам и снимката, можам ја имам на телефон да ви ја дадам, тој рече дека парите се стопират и се наменуваат на коридор 10. Добро, друго ве прашам. Ајде за гледачите само да биде јасно за кој изјава зборуваме и што кажа денеска од владата, да ја погледнем изјавата од Александар Николовски. Мислам дека јасно испраќаат политичка порака во однос на нивната посветеност, односно непосветеност на изградбата на железничкиот коридор 8. И исто така, паѓа во вода целата пропаганда која што беше водена во изминативе 7 месеци против владата. Македонија има подпишан договори за кредит токму за коридорот 8 во висина од 350 милиони евра и за истите, доколку не се користат, треба да плаќа резервации. А во овој случај не би се користеле не заради нас, туку заради вина на соседната држава и мора да го заштитиме и финансискиот интерес на државата. Втората фаза ќе ја завршиме сигурно, рокот е до октомври 26 година и тоа ќе ја направиме. Третата има смисла и инженерски се зборувам, само доколку се поврземе со Бугарија, не можеме да изградиме тунел до пола, тоа никаде во светот го нема, така што мора да имаме договор. Така, господине Ѓорѓев, гледате зборува човекот од името на владата. Дори не можам да поверувам, човек што пред 2 месеца рече дека ги стопира парите, сега зборува нешто друго, но јас мислам дека уште утре, тие денови, бугарската влада ќе реагира дека тоа не е така. Тоа не е точно. Сега те викам, пред 10 минути зборев со Андрей Ковач. Тој не е член на влада, кај не тој што не дали е член на влада. Тој е високо позициониран. Тој ги знае што се случува во владата. Наш приоритет на Бугарија и на ова влада е коридорот 8. И тука збор нема. Ние го променивме, вика сега правиме измени,
по налог, по барање на македонската влада. Видите, тоа е Се работи другиот дел. за- Тоа е другиот дел, завршуваше во тунел и така натака и така натака. Македонската јавност мора да знае дека пругата према Бугарија, кон Бугарија, не може да биде рентабилна. Тоа е факт. Нема ниедна визибилити студија која покажува на било каков начин рентабилност. Значи се прави нешто што ќе биде постојан, перманентен носител на трошоци, носител на губитоци. Јас ќе ви кажам, на почетокот на 90-тите години, кога Македонија беше блокирана, нели, од Грција, кога беше затворена пругата, границата кога беше затворена, беше прашање да се преживее. Германската влада ни понуди, јас знам лично, бев тогаш подсекретар во Министерство за надворешни работи, ни понуди 30 милиони марки џабе за таа пруга од безбедносни причини да имаме не така алтернатива. Не е тоа е официјален коридор и на НАТО. Ќе се дојдеме на тоа. Значи, али рекоа да ви ги дадеме џабе, значи помош, 30 милиони, тогаш пругата требаше да кошта некаде 100 милиони долари, значи беше на добра третина некаде, или четвртина нека биде. Али рекоа, да ги добиете тие пари, мора владата да донесе одлука дека секоја година ќе финансира значи таа пруга и ќе дава одредени рефакции на сите трошкови за транспорт на патници. Јас го тврдам, дека знам директно, сум ги читал документите. Значи ќе дава рефакција и за патници и за... Што е поентата? Поентата е дека таа пруга не може да биде рентабилна. Македонија ќе ја прави сега, се стигна на колку 500-600 милиони евра беше, сега веројатно ќе намалат нешто, бидејќи беа нереални комбинациите. Сега истото прашање е што му го постави, мислите дека владата не направила план, дали е тоа приоритет, чим стотици милиони евра дава за тоа? Вие спомнавте поентата. Тоа е интерес на НАТО. Тоа не е интерес на Македонија. Иако веќе Македонија е членка на НАТО. Ама слушайте да инвестира за НАТО да пруга да прави, извините, тоа. Сега ќе речеме НАТО нас да не го чува небото или било што? Ама тоа се други работи, разбирате. Ова се финансиски трошкови, ама едно е членка да бидете, а друго да правите работи кои се на ваша собствена штета. Оваа пруга не може да биде рентабилна. Ја прв пат во животот слушам и да се гради инфраструктура за поврзување со соседна земја дека на штета се прави. Ама видите, парадоксен. Ама јас ви кажувам дека нека поканете тука експерти за железнички сообраќај ќе ви кажат и нашите пресметки покажува и германските беа свесни. Не може да биде рентабилна во никој случај. Добро, зошто тогаш владата дава стотици милиони евра за тоа? Затоа што е под притисок на НАТО очигледно. Значи, видите, Македонија треба да направи автопат до Софија, еден брз автопат. Не може тука да биде ни колку пати пробаа со воведување на авионска линија и последниот пат кога беше Петков и така натака, не може да опстои. Разбирате, затоа што е мала релација и ако се направи автопат за 2 сата ќе стигнуваме до Софија и ништо друго не може да замени. Што мислите за овие тврдења на господинот Ѓорѓиев дека практично нашата влада е во заблуда или министерот за транспорт е во заблуда дека нема таква одлука воопшто во Софија да се повлечат тие средства? Тоа апсолутно не е точно, разбирате. Од кај знаете дали е точно? Слушајте, нашите не живеат на друга планета. Тоа што го изјавува министерот Николовски и вице-премиерот Николовски апсолутно е точно, разбирате? И тоа е потврдено и факт е дека Бугарија се повлекува, разбирате, и тие се свесни дека таа пруга нема да биде стабилна. А тоа НАТО што сака, тоа е друго прашање. Има програма, нели се вика транспортна поврзаност 2020-2027 и тука сега овој коридор според бугарските медиуми ти го изгледа, тоа не може, да. Заради тоа се сите реагираат. Се фрлива. И во крајна линија тоа е наш интерес. Ви велам. Ви се погоди ова? Не ми се погоди, разбирате. Меѓутоа ви тврдам, таа пруга, прво за македонските стоки додат на Бургас и така натака, тоа е надвор од умот. Тоа е 500, 600, 700 километри и кај ќе одат во Црното море. Значи, нас не е алтернатива за еден ден ако Грција повторно не блокира.
Значи поблиску и пореално да се иде на Драч, разбирате. И тука исто така. Не се исплатува, дозволете, не се исплатува да вие товарите од компанија на камион, додите до железничка станица или било каде товарите на воз и дојде до Драч. Не се исплатува. Кој чим го тариш на камион чига товариш стоката, еве ти го Драч, разбирате. Не се исплатува, разбирате. А за Бургас тоа е дженемите. Така да велам, апсолутно повикајте експерти за железнички сообраќај, сите ќе ви кажат дека сме разговарале зборувајќи за потребата од изграда од коридор 8, сите велат дека ние сме земја која што нема излез на море. Единствена предност на Македонија е тоа што е крстосница на два големи меѓународни коридори. Едниот е север-југ, коридорот 10 и исток-запад, коридорот 8. И сега вие велите дека нас уствари коридорот 8 и не ни треба до крај да го направиме, не треба да бидеме раскрстица на Балканот, супер ние само север-југ да се поврзуваме. Ние никој не може да го промени тоа, али исток-запад. Не треба фантазиите да бидеме раскрстица, треба да се ископа тоа да се направи. Автопат да се направи, а еден ден, не знам колку години, ако се покаже потреба, ако се покаже економска оправданост, тогаш треба се оди на железница. Моментално железницата е непотребно, ви го тврдам тоа, а прашајте експерти. Прво, сака малце хронолошки. Јас добро сеќам, а и вие уште подобро од мене, вие сте биле нели вака на функции, сте имали подобри информации, но јас бев многу близок со покојниот председател Борис Трајковски, бевме фамилиарни пријатели, многу дружишме, разговаравме. Значи, првите пари, тој коридор е многу важен, и ако се сеќавате, името на овој коридор беше Набуко. И овој коридор е од Драч до Каспиското езеро, каде таму има најмногу наоѓалиште на нафта и на газ. И сега, за овој коридор, председателот Борис Трајковски го плати со животот. Јас го имам тоа опишувано во бугарски вестник како колумна. И исто јас се сеќам кога американците Како тоа го плати со животот? Овој коридор можеше да се спречи. Ако се сеќавате, Борис Трајковски, председателот на Бугарија и председател Сега вие не само што имате некаква теза дека имало атентат врз Борис Трајковски, уште знаете причината зашто тоа се случило. Да, ја знам и причината, да, тоа го знам и Ако ви сјават утре од обвинителство да ви викнат да ви кажат од кај се тврдења, ќе ги кажам, да, ќе ги кажам лично. Добро, со среќа нека ви ја повелете. Нека ме викнат, јас тоа сум вестник, сум го пишал. Сега, ако се сеќавате, Америка додели околу $200 милиона да се направи коридорот 8, но Тито Петковски опсача направи таму неколку мостови и парите ги снема. Така ли беше? И сега ние имаме едно од најдобрите шанси Македонија да стане економски и политички да биде во фокусот, бидејќи овој коридор е многу битен. Војната во Украина многу брзо ќе заврши. А од Македонија преку Албанија, преку Бугарија до Украина ќе стига многу роба. Нашите земјоделци, амбасадоре од Струмица, најмногу роба дава во Украина. Ние струмичани живее од земјоделието што го продава во Украина. Ова е најбитниот коридор за Македонија, не само за Македонија, но и за НАТО и за цела Европска унија. И уште да ви кажам, ако овој коридор не е важен, а дали е за вас важен коридорот, што го нарече Александар Николовски брза пруга, 2 милиарди 300 милиона евра на 120 километра. Не 120 километра. 120. Од Скопје до... пруга почнува од Будимпешта, од Будимпешта веќе Европа, оди преку Белград, ќе дојде до Ниш, ќе дојде до Скопје, ќе оди во Солун, за овој српски свет. За овој српски свет ли ви сега зборувате? Ама некаков српски свет, тоа се измислици. Как се измислици? Разбирате. Как се измислици? Вие зборувате, амбасадоре, за само српски свет. Еден по еден, ајде. Пругата ќе биде од Атина ќе почнува преку Солун, тоа е онај старите експреси што возеа возови на времето, разбирате. Кој е интересот на Македонија? 2 милиарди 300 милиона. Видите. 2 милиарди 300 амбасадоре, 2 милиарди 300 милиона. Пиреја е во кинески раце. Ама окото на светот се вика Бургас. Ние ако успееме да кинеската роба од Пиреја преку Македонија оди во Европа, ние ќе го решиме проблемот со железницата. Македонија моментално нема железница. Окото на светот моментално се вика Бургас. Да, тоа. И сега тоа како сакате да го разберете. Тоа е таму дженемите кој Македонија нема никаков интерес за Бургас. Излева министрот и вика дека за неговиот мандат тој ќе направи коридорот 10 ќе го направи брза пруга за 2 милиарди и 300 милиона. Дај Боже. Кој ќе го плати тоа? Тоа е... Кинезите? Кој ќе го плати? Тоа ќе видиме. Кинезите ќе го платат.
Слушајте, па тука сега ние- ќе бидат странски инвеститори, ќе бидат разни Не, тоа може да финанси, бидат само кинезите. али видите, Го слушавме Добро, Добро, на пењешот во Хрватска земја членка на Европската унија, најголемиот мост кој го правеше? точно. За Хрватска не знам, ние зборуваме Јас знам, ви кажувам, значи не знам зашто така ги стигматизирате Јас мислам работите. дека овој ќе биде ако тоа се случи, мислам дека нема да се случи, бидејќи Само да ви кажам дека кинези го изградија со европски пари. Точно, ама друго градба, друго финансиер. Не знам кој ќе го гради. А Но јас тука викам, знаете кој ќе го гради во Македонија? Па не знам кој ќе Па го тоа гради, како но тврдите дека ќе финансите бидат кинези, најверојатно ќе бидат од Кина, тие бидејќи си претпоставувате. Европската унија нема никаков интерес Будимпешта, Белград, Скопје, Солун да прави брза пруга. Како нема интерес? Па нема интерес. Па тоа е Европа поврзување на една нејзина членка со главниот дел Моментално од Унијата. европскиот интерес е коридорот 8, Драч, Бургас, Касписки базен. Кој веле тоа? Тоа Јас ти го викам тоа. вие. Нема врска тоа. Добро, еве јас Нема мислам врска, така, да. па слушателите нека Так, колку има политика во ваквата одлука на Софија привремено или трајно да се замрзнат средствата за модернизација и доизградба на пругата? Не ги Кон Македонија. знаеме елементите врз кои дошле до таа одлука, што очигледно не е спорно, не може да Си измисли далек Николовски. приоритет за Варна или на Бургас, не знам други, точно на како други беше. правци, Бургас, така. од друга страна веројатно и тие се свесни дека таа пруга према Македонија не може да биде рентабилна. Ако дошле сега до таков заклучок, добро е што дошле. Значи, сепак тоа отвара перспектива. Велам, све што ние сме инвестирали на чудо пари. На времето, од 90-те години, кога имавме блокада со Грција, 100 милиони долари сигурно се инвестирани, можда и повеќе, разбирате. Така да, тоа е едно фрлање пари во еден кош без Јас дно. сум изненаден. Океј. И тоа не Под води прашање, да, никаде. ве молам, под прашање. Веќе, ајде се гледат веќе контурите, најверојатно е дека ќе се постигне мир во Украина, ќе видиме кога Дај Боже, и како, дај да. Боже. Меѓутоа, сите велат, странски политичари, дека обновата на Украина и изградбата на веќе разрушената држава ќе трае буквално со децении. Тоа не Тоа е е спорно. огромна економска Не е спорно. можност и огромен потенцијал таму да се гради. Ако тоа се случи сега, да речеме, сега да не калкулираме од памет со години, меѓутоа тоа е известно да се случи. Дали мислите дека изградбата на оваа пруга ќе биде многу подобро за Македонија да може своите не само земјоделски производи и градежни производи, се што треба за обновата на таа држава, на многу поевтин начин и побрзо да го носи кон исток? Слушајте, тоа не сме ние експерти да го кажеме. Го Ама кога ќе кажете дека не треба да се прави, вие сте експерти за тоа. Украина до пред 2 години беше нормална држава. И без, сами вие велите дека извозот одел во Украина. Значи не била потребна таа пруга. Зелката остана во Значи, не била таа Македонија пруга. кога почна војната. Значи не била таа Кога пруга. И ќе ви Путин кажам, удра- најголемиот дел на стоките према Русија што е подалеку, оди со камиони. Преку Што е Белорусија. многу поскапо. Па нема Слушајте, железничка линија нормално. Како нема не преку Маđarска, преку тако Русија, секогаш била и Украина биле поврзани по друга линија. Ова линија нема никогаш да профункционира. Да, Према нема тоа, да велам, значи зборуваме за работи кои Дури се не можем да апсолутно нерелевантни во моментот. Сваќате, Украина до пред 2 години, 3 години сега војната, разбирате. Што менуваше? Ништо не менуваше. Така да Украина утре нека почне таквата пруга ништо не да придонесе. И прво сами вела дека 2027, ако не 2027, 2037 нема да биде таа пруга готова. Како почнали поготово со овие обструкции сега од Бугарија. Колку подоцна почнеме, толку подоцна ќе биде завршена. Ама се велам, потреба од таква пруга нема, објективна нема. Тоа треба, велам, да се прашаат експертите за заеднички Ама сообраќај, ќе експертите кажат. рекоа амбасадоре, најважен проект Ма видите, е Германија, ви коридорот кажам, 8. Германија рече, вика 30 милиони марки, јас бев, ги имам читано документите, али рекоа, државата мора да потпише владата обврска дека секоја година ќе ги врши Ама, рефакција на амбасадоре, трошковите и за патници и за стока, затоа што не може да биде Амбасадоре, ефикасна. секој ден слушаме НАТО, Европската унија, дека коридорот 8 е приоритет и сега се вие повторуваме, кажувате се дека не е повторуваме, во ред. приоритет. Ова НАТО го бара, нас Па не ни НАТО, ние треба. сме Добро. дел од НАТО. Ама што дека Ние не сме Варшавски А што договор. ние ќе финансираме НАТО? Нема да финансираме Македонија. Ама ние треба да го финансираме НАТО. Дел значи. ќе финансираме.
А повеќе ти И ги го после дадат. секоја година ќе плаќаме за тоа, така? Не знам дали ќе плаќаме, Па но јас тоа ти е кажувам. приоритет. А вие кажувате, Ама јас ви кажувам факти. добро, тоа да спориме дали, тоа мислам дека е... Да, и се вртиме во круг. Е сега Се уж вртиме. последно прашање на оваа тема, дали по ваквата одлука на Софија, за која што вие велите дека не постои, дека целата влада и држава е во заблуда, и во заблуда сме ги информирани нашите меѓународни партнери во Европската унија за ваквиот чекор на Бугарија и државата официјално реагираше. Дали мислите дека сега постои можност владата да има аргумент повеќе средства да пренасочи? Во Бугарија има забрана за етнички партии и забрана за сепаратистички партии. И сега Бугарија, најверојатно, говорам за не за овие влади, него тие дозволиле да се регистрира партија каде што има сепаратистички барања. И сега Бугарија права грешка. Ама не се тоа прашање партии, тоа се здруженија. Ќе молам да ме слушате. Дали се здруженија, дали не, има сепаратистички барања. И сега Бугарија ја права грешката. Која грешка? Ги регистрира тие партии или здруженија, не знам как, и после ги забранува. Тука е грешката и тука мора, се согласувам, треба да седнат Бугарија и Македонија, тој проблем да се реши. Јас сум, еве на мене во Бугарија, да кажеме, јас живеев 12 година во Бургас. Значи, таму има најмалце 20 македонски организации, немат никакви проблем. Никој проблем немат. Но тие немат сепаратистички точки. Значи, Бугарија и Македонија треба пријателски... Ти ви реагираат сега на ова, да знаете, здруженијата Нека реагираат. намешници да опира. Значи, они Ниедно нема од нив имат такви, амбасадор, има сепаратист, Ниедно окей, нема. нека ме демонтират, а ако Ниедно треба, нема. во некоја народна емисија, јас ќе ви донесам програмите да видите дека имат сепаратистичка програма. Се едно Кажи, прашање. амбасадор. Вие сте македонец или бугарин? Јас сум, така, по националност сум бугарин, но јас сум политички македонец. Нема политички македонец. Значи, Вие сте, како што сте сум националност, сте Швајцарија. бугарин. Јас сум македонец, во Бугарија ми викаат Митко Македончето. Значи, јас сум горд дека сум македонец, Добро. сум горд дека Република Македонија ми е татковина, живеам, творам, фамилијата ми живее Значи овде. сте бугарин. Имам и англиско државјанство, кажете имам и ми. бугарско Добро, може државјанство, да но имате живееме пет овде во имате. Македонија. Добро, тоа е Тоа ми е апсолутно, татковина, што друго да ти апсолутно. кажам? Сега, Овде има плаќаме друго. данок, овде живееме. Кажете ми, дали постои автохтон македонски народ? Постои, како не. Кој има право? Ма кој има право? Чекайте, што Постои. значи тоа? Значи има македонци. Има 100 години, 150 години македонци. Не знам колку години има. Значи има, Значи јас знам дека или има до 45-та. амбасадоре, зошто сакате нешто да ви кажам што знаете значи македонска нација постои. Никој во Не, чекайте, Бугарија не нација е негира едно, дека народ е друго. Дали постои македонски народ? постои македонски народ. Постои народ, од кога? Не знам тоа. Ако сакаш друга тема ќе разговараме. 150 години? Не знам колку. 100 години? Не разговарам на ова тема. Јас ти кажам дека Ама, тоа е македонска важно. нација постои. Видите. Сите во ова држава Ама сме нација, слушайте, македонци. нација е друго. Македонски народ постои. Вие сите сте сме дел овде македонската македонци. нација која Да. живее во Македонија, Да. али народот е И не знам што национално сега ме тераш да ти кажам нешто што нема да го добиете од мене. Јас сум македонец во ова држава, националност сум бугарин. И готово. Не знам што е толку проблем. Ама значи националност бугарин, вие сте бугарин. Не, јас сум македонец. Со национална Па нема такво нешто. Па Или не сте знам сега македонец или сте како- бугарин. Разбирате? Вие сте дел од македонската нација. Да. Сите луѓе што живеат во данешна Македонија се македонци, македонска нација. амбасадоре, Меѓутоа македонски народ се македонци. бараме нешто што Не, бараме нешто тоа е што клучно, разбирате. Сега ќе ви кажам. Ако ние дозволете, ако ние разговараме и разговараме на етнички прашања, разговараме за односите со Бугарија, треба како на утакмица треба се знае кој дрес носиме. Ако вашиот дрес е бугарски дрес, тоа значи има една тежина. Ако Значи, вие сте македонец, е друга мојот дрес тежина. е македонски Ако, дома. значи вие признавате, кажете ми, а во Втората светска војна дали беа бугарите фашисти? Не беа. Не беа фашисти. Не беа фашисти. А што беа? Па не беа фашисти. А кажете ми, дали знаете дека бугарската држава има објавено војна на Британија и на Америка во Втората светска војна? Кралот нивни. Значи, Значи, ама чекајте, видите, значи тука одиме во сршта на работите. Амбасадоре, значи, И ако тие во сака... Македонија што беа јас- ослободители или беа во Македонија во Втората светска Па војна? еве има снимки, погледнете што биле овде. Ослободители биле, Па така. погледнете што биле. Ама што ослободители Значи биле? таа војска што доаѓа во А кажете ми кој ги Сите, однесе, значи, кој ги однесе евреите, кој ги однесе евреите во Сигурно, во значи- тако? Ние или вие? Сега ти ќе ми поставиш 100 прашања и сакаш одговор? Ама- Па стрпи се малце да ти кажам. Ајде кажи. Стрпи се малце да ти кажам. Ајде, кажи. Значи, цар Борис
бугарскиот цар. Има ги добино најголемите признанија од еврејската држава за спасување на евреите. Тоа не е точно. Значи, ама ти Тоа викаш не е дека точно. ама ти викаш дека да е. Ама јас ги знам податоците. Ама јас ги знам податоците. Ама не ги знаеш ти. Вие ги лажете, бугарите ги лажеа евреите дека ти не открија, разбирате. Професор, и на крај амбасадоре, има таму ставено некои плакети па ги тргна затоа што бугарите. знаеш, значи ако не ги однесоа бугарите евреите од не ги Македонија, однесоа, кои Бугарија ги беа однесоа? Не, административно. македонците не ги однесоа. Па македонците нема власт. Власта беше фашистичка бугарска. Па каква фашистичка власт говориш ти? Стварно ли така? Значи не беа фашисти. А зошто не ги отвориме досието? Архивите на УДБА. Зошто да видиме кој бил окупатор, кој бил? И кој бил окупатор? Ајде да видиме, окупатори беа 45 години србите. Убиени 23.700 македонци, интелектуалци. Зошто не зборуваме за Македонци или бугари? македонци. Македонци. Зошто не зборуваме за македонската Коледа? Зошто не зборуваме за 1200 убиени на Калето за еден ден? Зошто тоа не? Историските податоци јасно покажуваат дека имаше побуна на Калето и дека немаше. Дај да ги отвориме Оставете го тоа сега. Зошто Македонија не ги отвара досието на УДБА? Кажете ми зошто не ги Кажете отвара. ми дали Бидејќи татко ми лежеше 4,5 години затвор. Што беше ваше татко, македонец или бугарин? Бугарин беше татко. Бугарин беше, добро. И Тоа ваше право. Да, никој тој не спорува. и сега, Значи, вие зборувате да ти овде- кажам значи, само, вие овде зборувате како бугарин. 23.700, не Значи, вие зборувате говорам како како бугарин. македонец. Не може Но како додека македонец. татко Или ми сте бугарин или лежеше, македонец. додека татко ми лежеше затвор, вие и такви како тебе напредувал професијата. Така ли беше? Цел живот, татко ми беше професор, меѓу првите образовани луѓе у Македонија. Да. И Лежеше како затвор. бугарин беше такво. Националност, што има веза што беше националност? Сега, додека татко ми се бореше за некои промени демократски, кога се бореше против тоталитарниот југословенски систем, вие напредувавте, дојде демократијата и сега вие ги се облечавте југословенските костуми, облечете македонски и сега ние, фамилиите што се боревме за промена ова држава, повторно страдаме. За бугарска промена, така, за бугарска промена. 40 За бугаризација на Македонија. Нека, каква Па и борика сега се борите за истото. Само тоа да ти кажам. Ама и сега се Додека борите за јас- истото. Јас. И сега се мојата борите за истото, за Додека јас, бугаризација. амбасадоре, во ова држава немам еден ден работен стаж, вашиот син зима 230.000 евра како советник на Груевски. Таа разликата меѓу мене и тебе. Чекайте сега, не го мешайте Како не го мојот меши? син. Не го мешайте Не го мојот мешајте. син. Вие ќе го Мојот браните син- овој систем секогаш. Видите, Ние видите, сме прво е- најлојални македонци. Да, добро. Ние сме Ајде да најлојални продолжиме со македонци. дебатата. Чим вака ми со синот го, а знаете дека имам јас и внук? Да, И јас за имам внукот да внук. го збореме, да. Добро, мислам сега членови на Не, семејството да уредно, не тоа- мешаме, тоа- не треба. Подло Ние- да се Добро. Ние сме мојот син, лојални македонци. разбирате. Можеме Добро. да живееме каде сакаме во Мојот син, Европа. чим го спомнавте, Имаме двојно тројно државјанство. Мојот Живееме син- у Македонија и Мојот син заработуваме донесе пари. 100 милиони евра инвестиции, разбирате. 100 милиони кои работуваат па 5000 души, Од разбирате. такви советници и такви геополитици како вас дојдовме во ова состојба да сме на најдолното место, најдолното место сме најдолното место сме, последни сме во Европа. Не ми доликува. Може пака, неќам да се претвори дебатава во лично да се препукуваат и да спомнуваме луѓе членови на семејство кои што не се тука, секој ќе одговара за себе и за своите постапки. Морам да ве прашам, велите дека вие сега страдате, додека имавте емотивен говор, кажавте ние кои бевме прогресивни, сега повторно страдаме. Што денеска страда Митко Ѓорѓиев? Еве сега Лошо живеете во Македонија? Ја ве знам, отприлики мислам дека живеете подобро од 99% од граѓаните на Македонија. Добро. Не знам како страдате. Имав приватно радио, ми го затворија. И иако меѓу првите приватни радиа во државата, дојде комисија, технички бев меѓу најдобрите радиа, можеби првите две со техничка опрема. Моето радио бе затворено. Отворив дискотека, ми е затворија. Било што имав кафич, ми го запалија. Значи, еве, јас во ова држава немам еден ден работен стаж. И тоа што живеам, добро, окей. Тоа си имам мој. што да одговориме на ова, меѓутоа да не стане лично. Да не одиме тамо. Господине Никовски, ќе се вратам сега да не почнуваме да разговараме за историја, за цар Борис III, да се претвори емисијата Дежаву од пред 3 години што ги разговаравме тие работи. Нема нигде да стигнеме, зборуваме за пресудите за ЕСЧП, бидејќи тоа е еден од условите за да може да се направат уставните измени, за да тргнеме напред и како држава и како регион. За тоа прашувам.
Господинот Ѓорѓиев смета дека бугарска држава направила грешка што ги регистрирала, па сега мора да ги дерегистрира, односно да ги забрани. Сега, ако било така, дали овие судиите од Страсбург, кои што се врвни судии, тоа не го знаели 13 пати прават грешка во полза на шинците тамо? Видите, прво мислам дека немам намера повеќе да дебатирам, кога се спомнуваат синови и делови од фамилија, мислам тоа покажува едно ниво кое е неприфатливо за мене. Што однесува до вашето прашање, знаете, суштината е дека бугарската држава не признава дека постојат македонци. И бугарите, како што гледаме, разбирате, сите што ја бранат бугарската држава, не го признаваат тоа и изиграваат дека се бугари, дека се македонци, вамо тамо, а македонци, а бугари, значи македонски бугари со други зборови, не а македонци, разбирате. Тоа е првото. Второто, проблем за бугарите не сме ние во суштината, се македонците тамо. Таму има македонско малцинство кое во пописот во 1946 година, за времето на Ѓорги Димитров, разбирате, беше 70% од населението на Пиринскиот дел, 70%. После тоа не стана, разбирате. Како, што, тоа е друго прашање. Значи, се работи за суштински однос према нашата држава, према македонците во целина, али проблемот главен за нив се македонците во Бугарија. Добро, и да речеме дека е така. Да. Што правиме сега? Да. Сака да одиме напред, бидејќи соседи за секој што не бидат соседи, мора нешто да направиме. На тоа ќе дојдам, разбирате. Значи, се покажа дека судот за човекови права во Страсбург има 14 пресуди, попрецизно кажано, некои зборуваат 17, 13, 15, 14, сега сум го проведел тој факт, разбирате, во кој вели дека македонците во Бугарија не се ники здруженија кои имаат непријателски, нели, платформи или вамо тамо се работи затоа што се македонци. Бугарите не признаваат дека постојат македонци од цело време, тоа е 150 години, разбирате, не е ништо ново, и бидејќи не признаваат, разбирате, тие здруженија не ги регистрираат. И цело време имаат проблеми со Судот за човекови права и со Советот на Европа, чии органи е тоа, разбирате, и сега тоа се заоштрува, разбирате. Бугарската страна е спремна да плати некако оштети вамо, тамо, и сето тоа го игнорира. Тоа расте и дури има можност и опасност дека некаде при крајот на оваа година Бугарија ќе биде исфрлена од Советот на Европа, бидејќи не признава нешто што постои, разбирате. Така да тоа е еден процес кој трае и Македонија направи сериозна грешка, непростлива грешка, што потпиша договор за непријателство, јас го верам, со Бугарија, кога Бугарија не признава дека постои македонски народ, дека не постои македонски јазик, дека не постои македонска историја и така натаму и така натаму. Тоа се кардинални наши грешки, разбирате, која потпиша втор протокол. Договорот е катастрофа, не се спродува ништо тоа. Добро, сме разговарале за тоа, да не се потпиша и втор протокол, кој е уште пострашен од договорот, разбирате, и тоа да ставиш потпис на таков документ, тоа покажува не предавство, него представува нешто што е надвор од умот, разбирате. Така да, тоа е ситуација во која ние самите се доведуваме, затоа што имавме премиер кој потпиша договор за тоа непријателство, нели така? И знаете што е интересно, што никој не го ме спомнато. Договорот од Бледскиот договор, кој е потпишан во 1945-та 47-та година, разбирате, тој е на 1 август, исто како и овој. Значи, што направија бугарите, Борисов и другите, договор за непријателство е потпишан исто така на 1 август, со некоја символика дека тој договор престанува да важи. Мисле, толку длабоко отишле. Тие за разлика од нас тие знаат. И сега уште еден момент ќе има тука важен. Знаете, ајде завршувате за 2 години во 49-та година го откажа бугарите тој договор, а во тој договор покај другото имаше други работи, нели така? Македонците има школи, вамо тамо све добија, сите права ги добија, меѓутоа беше опростена репарацијата од 25 милиони долари која Бугарија требаше да плати. Пак ми одите во историјата, сакам малку за иднината да разговарам. Тоа го актуализирам прашањето. Значи, тие го откажаа договорот, освен опростувањето на репарацијата. Тоа не застарува. И крајно е време Македонија да го покрене и да се бара репарација. Благодарам.